Ден пред најавените протести, Сојузот на синдикати на Македонија се закани најостро досега. Председателот Слободан Трендафилов повика да се протестира секаде и да се блокира системот кој сега им е најголем непријател. Продолжуваме со блокади, продолжуваме со таргетирани институции, таргетирани локации каде што ќе ги блокираме како што не блокираат цела година. Продолжуваме со генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор и ќе дадеме можност на секој еден работник, како што коментира, дека во Грција, во Белгија, во Франција протестираат и штрајкуваат, да протестира и да штрајкува и тој заедно со нас. 24 часа ќе го блокираме општеството, ќе го блокираме системот кој е највиновен за ваквата состојба и ќе собереме, како што кажав, 10.000 потписи, ќе станеме овластен предлагач како пратениците и ќе побараме да се изгласаат намалување на нивните функционерски плати за 80% затоа што уште 10 ќе си ги зголемат и да зголемат минималната плата на најмалку 600 еври, за 100 евра да ги зголемат сите останати плати на работниците. Револтот ќе продолжиме да го изразуваме и на улица, и институционално. Мора да разберат дека сиромашен им е народот. Водат најсиромашна држава со најсиромашни работници. За утрешните протести, Трендафилов повторно упати апел за масовност и одлучност. Ве повикувам сите, и синдикалци, и работници, и пензионери кои зимате пензија од работничките плати од придонесите кои ги плаќаме од нив, да ни се придружите, затоа што само во јануари сте посиромашни за 1.000 денари. За 2 години, колку што одбива владата да ви ја зголеми платата, и колку што одбиваат работодавачите да се договорат со работниците, да се зголеми платата, посиромашни сте за 9.500 денари или онолку колку што е зголемена вредноста на синдикалната минимална кошница. Без оглед на ваквиот тон, премиерот Христијан Мицкоски можне спокојно го повтори својот став во врска со висината на минималната плата. Секој има право да си протестира. Ние минималната плата согласно закон ќе биде зголемена во март месец, односно со платите што ќе ги добијат работниците во април за март ќе биде зголемена согласно закон. Ние рековме секое решение што ќе го постигнат во тој бипартитен диалог синдикатите со работодавачите ќе го поддржиме.